Светски ден за грижа за сопственото здравје го почитуваме со гостување во студиото. Доктор Лидија Чолакова-Дервишова, таа е председателка на Матични лекари. Добро утро. Добро, среќен ден. Среќен ден и вам исто, матични лекари, нека биде на ни фокусот затоа што се од исклучително значење, особено кога е нашето здравје во прашање. Па добро, грижа за сопственото здравје. Што подразбира тоа грижа за сопственото здравје? Прво, нека е среќен денот. Темата е многу важна за нашето население и за нас како здравствени работници и за сите пациенти. Сметам дека сите заедно треба да се погрижиме, нели, да нашето здравје го држиме, да се поживее ден повеќе или ден плюс. И владите треба исто така да земат, нели, поголемо учество во апели, во подигање на свеста на населението, но и ние како здравствени работници со фондот секоја година преговараме за превентивни активности и што би требало, нели, да ставиме фокус на одредени теми, на одредени дијагнози и нормално да се грижиме за здравјето на пациентите. За ова можам да кажам битна е исто така и округот на семејството, фамилијата, заради тоа што како да живеете, како да се грижите, како да се храните, што да пиете, што да јадете, почнува, нели, од кругот на фамилијата, така да исто и таа е битна. Но матичните доктори се тие кои што треба да кажат женската популација какви прегледи треба да направи во кој период од животот, машката популација какви прегледи треба да направи. Конкретно еве да речеме по медицина базирана на докази, мажите над 45 години треба да направат превентивен преглед за простата, се прави ПСА, тумор маркер, во кој што, нели, нормални вредности се од 0,45 до 4,5 и еве еден апел за сета машка популација која што е во таа возраст, кај своите матични доктори, нели, да си побара упат. Нормално и ако ги советуваат матичните доктори да го почитуваат нивното мислење, да направат таков превентивен преглед. Кога сме ке мажите, ајде и кај жените. Да. Тука кои се превентивните прегледи кои што жените треба да ги направат? Кај жените, значи, нормално карциномот на дојка е нешто кое што предначи во моментов и многу ми е жал што бројката на карциноми во Македонија за оваа година отприлика 5000 нови случаи на малигни заболувања, што е навистина фрапантна бројка. Се спушта ли старосната граница, докторка? Да, значи многу младо население, млади девојчиња, значи може да се забележи да имаат карцином на дојка. Затоа апелирам кај женската популација при секое бањање да прави само преглед, значи секој може си го знае своето тело, така да тоа е најбитниот момент. Секоја најмала промена која што ќе забележи било кој, нели, во својот период на животот, веднаш да се обрати кај својот матичен гинеколог, кај својот матичен доктор и нормално понатаке медицински да се дијагностицира, да се проследат испитувањата и да се открие дали се работи за бенигно или малигно заболување. Гинеколошките прегледи исто така треба да се составен дел. Веќе од 12 години секој девојче може да има и препорачливо е, нели, фондот дозволил да избира свој матичен доктор. Но ПАП прегледот, значи брисовите кои што треба да се прават, гинеколошките прегледи, тумор маркери, зависно ако некој нешто почувствува, така да секоја жена треба, нели, ако е здрава, барем еднаш во годината да направи гинеколошки брисови, ПАП преглед, посета на гинеколог, а ако веќе постојат наоди како што се цин 1, цин 2, тогаш на 3 месеци треба сето тоа да се контролира, за да не премине, нели, во некоја состојба каде што треба да дојде до споменавте дека од најмала возраст здравите навики се пренесуваат. Во поглед на децата, матичните лекари играат клучна улога во дијагностицирање на некои деформации уште од најмала возраст. Певе, што треба да знаеме родителите во поглед на децата и превентивната заштита во поглед на прегледи? Колку треба да има редовни рутински прегледи? Знаете како, прегледите, да речеме, мора да биде на секое идење, независно за која дијагноза иде родителот го носи детенцето, вие како професионалец го снимате и гледате што недостига, што е тоа што се забележува на прв поглед кај пациентот. Некогаш може да е, да речеме, пореметување во видот, нели, да забележите дека едноставно постои страбизам кај тие деца. Може да забележите дали детето е анксиозно, па да го патите и да реагирате дека, нели, какви игри игра, дали доволно му се посветува внимание, дали менталното здравје на тоа дете е добро. И секако треба време. Голем предизвик на родителите. Не, значи ние како професионалци, јас кажувам, сите ние, јас имам 33 години искуство, иако детето ви го носат за грло, вие треба да направите преглед, да видите, да снимите тоа дете дали добро реагира, дали добро се однесува.
кај многу мали бебиња имаме сега во целта во договор со фондот за крипторхизам, дали тестисите се спуштени, дали се мобилни, дали треба навреме да се реагира и да се упати тоа мало детенце, за да не дојде понатака кога ќе биде возрасен да има машки стерилитет. Докторка, нешто што е навистина клучно и забележувам како па еве вака меѓу граѓаните е како мнение и споделување на искуство, секој преглед мора да значи дека треба да проверам крвна слика. Дали е тоа така? Дали вистина секој превентивен преглед бара крвна слика од пациентот и дали таа е пресудна во диагностиката, колку игра значајна улога? Можам да кажам да долги години имавме иста превентивна цел во договор со фондот. Значи ние тоа го еве сега пак го повторувам дека со фондот правиме некои договори кои ни се фиксни превентивни активности и во тие цели беше задолжително пациентот да го патиме еднаш годишно, пола од нашата популација која што се прикрепила како матичен доктор кај мене или кај мој колега, да се упатат за да направат крвна слика. Тоа беше целта за кардиоваскуларна превенција, каде што се забележува дали пациентот има покачено ниво на шеќери, на масноти, дали бубрезите добро му работат, заради тоа што човековиот организам има повеќе параметри кои што треба да се следат за да видите дали вие во ред, дали некој параметар не е добар и навреме да го патите пациентот или ако се изместени уреа и креатинини и вие да видите дека тој пациент ако не реагирате, ако не го патите навреме, може на диализа да заврши. Затоа велам да секој матичен доктор треба да има доволно време да поразговара, да ги изанализира, но многу пати сме побарале од фондот да има пакет на основни услуги. Значи да не биде злоупотребуван здравствениот денар. Значи да не биде на секој... Што би значило тоа? Пакет на здравствени услуги? Пакет на здравствени услуги да се знае колку услуги ви следуваат за тие пари, кои што секој ги вложува. Во зависност од висината на платата во државава, сите го полниме, да речеме, тој здравствен буџет. Значи да се види кој колку вложува, да речеме, мора да се направи. Не може да имате неограничен број на здравствени услуги при ограничени средства. За да не го злоупотребуваме здравствениот денар, бидејќи ние имаме пациенти кои што се навистина добри и здрави, но пациенти кои што истите тие сакаат на 2 месеца крвна слика да прават. А вие им велите, ама стварно нема потреба. Сега за истите морам да ве прашам, дали ковид состојбата и она што се случуваше со ковид пандемијата ги промени нештата во поглед на дури и претерана грижа за сопственото здравје. Тоа може да отиде и во друг правец. Кога границата е до тука дека сме си ја завршиле работата, одговорни сме кон сопственото здравје, а кога па и сме ја преминале границата и претеруваме. Како што велите и на 2 месеци се проверува крвна слика. Има различни состојби. Значи луѓето едноставно созреа во таа ситуација, свативме што е добро, што е лошо. Има луѓе кои што дури одат во екстреми и сакаат постојано да се прегледуваат, има луѓе кои што и покрај тоа што им велите, вие имате инфаркт, вие имате стентови, вие сте пушач, пушите по 2 кути, имате голем ризик. Едноставно, ќе оперираат гласни жици и он пак продолжува да пуши. Значи, сакам да кажам, мора да се апелира, тука ни е потребна помош од владата, потребно ни е од вас медиумите, многу повеќе да има апели и реклами за подигање на свеста на нашето население. Тоа до сега ниедна влада нема вложено во тоа, а сметам дека навиките мора да ги правиме од едукација од малите дечиња, како да постапуваат, што е здраво. Ние на телевизија, еве, пуштете да видите, имате реклами за чипсови кои што имаат милион кузне какви, состојки кои што се вештачки бои, хемикали. Гледате дека она кое што јас го забележувам, еве направете си една ретроспектива, да речеме, на ваши слики, ќе видите во генерацијата ние може, кога јас сум учела, сме имале 1 до 2 деца со дебелина. Гојазност. Додека сега забележувате младата популација едноставно не сака физичко, додека ние не бил омилен предмет и сме сакали, било празник за нас, за душата. Не само што беше омилен предмет, не прашуваа дали сакаме или не сакаме да вежбаме дентат, требаше да се вежба. Затоа велам, нема тука сакаш, не сакаш. Мора да мораш. Не може девојките да имаат по 3 сантима ногти ученички. Како ќе играте вие топка физичко? Значи, тука многу делови и институции
Треба да застанат за ние да ја вратиме младината на правиот пат. Значи, јас би препорачала летни кампови каде што би имало физички активности, би се пошумувале шуми, да не ја оставиме младината на Red Bull, да ја оставиме на дроги, на нездрав живот, на промискуитети кои што, значи, не смеат да им бидат идоли на нашите деца, нели, негативни ликови од филмови од се. Така да е една целокупна грижа. Ние како здравствени работници, владите со нивните проекти, фондот со превентивните мерки, нели, сите институции, школство, психолози, социолози, едноставно сите да се посветиме на младината, да се промени начинот на исхрана, бидејќи сметам дека навистина сета младина ни отиде без никаква физичка активност, цел ден се на телевизија, на Фејсбук, се седи една летаргична состојба која што не е добра. Тие се утре потенцијални со дијабет, потенцијални со метаболни заболувања, така да сите ние сме одговорни за нив. Споменавте клучни фактори кои што се во игра, но сите во општеството имаме одговорност. Дали вие како матични лекари имате доволно колеги кои што ќе ве наследат? Имаше еден податок, вели вака, Светската здравствена организација го споделува. Вика, недостаток на здравствени работници на светско ниво се очекува до 2030 година. Се очекува да достигне до 18 милиони. Постои недостаток, значи јас како председател на Сдруженијето алармирам да не смееме никако да ги запоставиме малите градчиња, малите средини, мора населението некако и сите функции други на институциите да се децентрализираат, за ние да го задржиме населението во тие мали места, за да има доктори. Едноставно апелираме како Сдружение да никој не сака матичен да биде сега. Значи, ако порано имало друг систем на плаќање, друг систем на функционирање на примерно здравство, каде што задолжително било секој кој ќе заврши прво да поработи 3 години како примарец, како матичен доктор, и после тоа да може да бира специјализација. Многу пати сум го кажала кај многу министри, но секогаш имаме, нели, некоја друга страна сето тоа ќе рече, тоа сега не е битно. Многу е битно. Многу е битно да тој кој што ќе оди натаке да биде специјалист, да има добра основа. 3 години секој мора да поработи, да знаете да дијагностицирате слепо црево, да знаете да дијагностицирате белодробен едем, веднаш да реагирате. Кај нас минутите значат живот. Не може, нели, вие некој што не бил во амбуланта, кој што не видел израз фацијас, нели, на пациент кој што се гуши, кој што има инфаркт, кој што има мозочен, да видите дека има искривување, кој што има пареза на фацијалис. И вие мора да сте виртуоз во својата работа. Но за да сте виртуоз, треба многу да вежбате. Не може од читање книги, не може од малку пракса на факултетот. Треба и наставната програма на факултетите да се промени, да имаат студентите многу повеќе пракса. Кој ќе испаднат, тој да е готов производ, кој што веднаш можете да го пуштите сам да работи, како што беше претходно. Сега гледаме да целокупната, нели, младина која што иде и кои што се студенти, едноставно не се спремни за сами веднаш да почнат. Значи, тука се гледа еден пропуст или се гледаат пропусти повеќе во наставната програма на медицинските факултети, каде што ние како лекари на тие средби апелираме дека мора нешто да промениме, да вратиме ако нешто било добро во минатото, повторно да се вратиме на таквиот наставен програм и повеќе пракса. Вас, докторка, тоа ви е еден многу голем предизвик. Вие сте воедно и председател на Сдруженијето на матични лекари. Еден голем предизвик ви е тоа во работата. Воедно да ја заштитите вашата фела, но и во суштина да биде квалитетна. Да биде квалитетна, да ја заштитите, но и да оставите кој да ве наследи. Да, значи многу пати сме побарале, нели, да има системски, знаете како, за системски проблем потребно е системско решение. Значи тука треба заедно фонд, министерство, закони да се носат. Повеќе фактори се битни. Добри се тие средби кога имаме мултисекторски, каде што ние како здружение кој што креираме, сме учествувале во сите закони, сме давале и критики, и конструктивни предлози, како да го промениме нашиот здравствен систем да биде најдобар за нашето население, да имате задоволни здравствени работници и да имате задоволни пациенти. Нас тоа ни е битно. Еве сега сме многу
срекни ние, што да речеме, нашето барање како здружение го прифатија и фондот и министерството, па за онколошките пациенти нема да ги упатуваме. Значи едно барање беше каде што ние сме секојдневно со нашите онколошки пациенти. Гледаме кога ќе се вратат, ќе кажат се мачев за да отидам до Скопје, нема кој да ме пренесе, тоа е финансиски трошок. Таму чекам со сати, нема столче кај да седнам и на крај некој да му каже дека нема терапија. Ме разбирате, сето тоа е трошок. Ние сме од Велес, да речеме, како жители, поблиску ние Скопје, но замислете некој од Дебар, од Гевгелија. Така, грижата треба да ни е систематска, значи за такви проблеми и еве сега матичните помалку пати ќе даваат, тоа е позитива. Пациентите онколошки нема да се мачат, тоа е исто така позитивно за нив и би требало уште во службен весник да излезе, бидејќи е управен на фондот е поминато, тоа како барање, како одлука. И би требало негде од 1 август по препорака на специјалист секој матичен доктор на своите онколошки пациенти да им препише рецепти и тие секој во својот град да си ја подигнат. Така да тоа е, повторно ќе кажам, заради тоа што ние сме блиски со нашите проблеми на нашите пациенти, сме ги пренеле тие до институциите имале слух, значи затоа велам треба сите заедно да се почитуваме, да се слуша базата, нели, кои проблеми ги кажува и да биде во интерес на сите. Се надам дека вакви системски решенија и во иднина ќе се случуваат, ќе бидат плод на вашата работа и меѓусебна соработка со владините фактори, но она што би сакала да го завршиме разговорот е да биде како клучното прашање еве и до сите кои што гледаат, само иницијативно. На колку време треба да го посетуваме матичниот лекар? Еднаш годишно задолжително да се провери шеќер, да се види, да се видат со тие параметри. Повторно ќе кажам, многу пациенти имаат покачен шеќер, го игнорираат или не провериле. Многу е битно се на време да направиме, заради тоа што сите тие параметри ако не се добри се нарушуваат, нели, кардиоваскуларни нарушувања добивате, циркулацијата не е добра, видот слабе и сето најмала промена, еве апел до нашите слушатели, што е да забележат, дали матно гледате, дали имате проблеми со мокрење, дали имате некои други симптоми, ви трне, ве стега, ве гуши, обратете се до вашиот матичен доктор. Благодарам за гостувањето денеска. Благодарам на поканата. Да.